Ова е историја за човекот кој како четврти серијски убиец ке влезе во македонската понова историја. Човекот кој навидум бил безопасен за околината, но кој во себе крие многу злосторства. Ова е историја за Трајко Бојковски, кој возел велосипед по селата од Старо Нагоричане и молчешком одлучувал која ќе биде неговата следна жртва. Човекот на кој семејството и институциите му дозволија да се претвори во монструм. Серијски убиец хара по реонот на кумановското село Старо Нагоричане. Оваа вест, кога пред некое време оддекна во јавност, не врати во мислите на мистеријата за серијскиот убиец од Кичево. И сега, како и тогаш, жртви на убиецот се повозрасни жени, кои живеат сами, пронајдени мртви во нивните домови, полуголи, и за кои постојат сомнежи дека биле сигувани. Пова веднаш пристигнаа смирувачки тонови од обвинителството. Серијскиот убиец е фатен, приведен, одреден му е притвор, па населението може да биде спокојно. Но по ова почнаа да се плетат многу приказни, да се отвораат уште повеќе прашања. Јануари 2026 година. Некаде околу 22 часот, 35 годишната Марија била сама во куќарката покрај главниот пат кој поминува низ Старо Нагоричане. И се јавила на незината соседка дека нешто тропа на незината врата. Бабакано пуца некој. Ја викам, ај спи тебе, па свети пуца некој. И у 11 сипал, па ми заврте, и ја викам, Марио, па ајде спи, не се прави туја. И у 12 и 10 кад ми вртео, но так е требало да ми каже дека тропа некој. Ама ја не отвори, заспала сум си. Пова пуштила и гласна музика. Неверојатно, за да не ги слуша застрашувачките звуци. Вознемирена им звонела и на незините родители, но ноќта била кобна за неа. Убиецот успел да влезе во куќата и ја задавил. Мртвото тело соседите го пронашле утрото околу 9 часот. Покриена цела у амбулеју, гола пола, гола. Надоле гола. Руки овако стиснало дете беше. Ја се оплаши, а не знам у какву амбулеју беше. Кад го виде, ја трва ми вика у црвено, ја викам у бело. Ми двете идеме, она го вако задрма, ја не сме ја. Она го фати за руке жена, задрма, оно е стин умрено дете. Според извори на Телма, екипи од локалната полиција пристигнале први и го обезбедиле местото. По ова дошле инспектори од кумановската полиција и почнале да собираат докази и да фотографираат. Последно стигнало амбулантното возило. Ми викамо одма полиција. Полиција дојде татко, тај братво што седи туја и никој немаше, она е сама била. И дојдоше свите и полиција дојде, доктори, инспектори, неки сликаше, нешто све, казаше природна смрт. Марија од подомна го пријавувала Трајко во полиција. Се знаеле, оти работела кај неговиот очув во Дргоманци, но во последно време кон неа бил агресивен. Полициската станица е на километар од куќата каде е убиена Марија. Командирот и полицаецот кој прв одговорил на повикот кога била најдена мртва сметаат дека нивна задача била само да го обезбедат местото, а понатаму преземало СВР Куманово. Извори на Телма од истрагата тврдат дека и на фотографиите од крим техника кои се доказ се гледаат модринки по телото на Марија. Имало и крв. Мртво проценителот кој требало да ги утврди причините за смртта утрото не бил достапен. На негово место бил повикан друг на замена, помлад колега. Има искуство и во итната помош, а сега во Кумановската болница е во општа хирургија. Во исто време е на специјализација на една од клиниките во Скопје. Според изворите на Телма, овој лекар веќе е повикан во обвинителството да даде исказ. Прашањето кој се отвори е како може докторот да не ги види повредите кои се видливи и на фотографии. Сепак дел од луѓето кои биле сведоци на настанот за Телма тврдат дека докторка која била таму се посомневала во убиство. Сумња на убиство. Има изјаву, па што гледам дали сте се познаени со тоа. Кога она е дала такvu изјаву, тој што е подпишала тој. Ама овие после дојдева još неки појаки, какви инспектори откритеки и као 50-50 и ништо, без тој. После исто терава ги да подпише 3 изјави се подпишувале Аце, као брат, Сајдан Чичаву на тој девојче и таткову. Изјаву дека нема да тражи обдукцију накладно.
После сомнежите дека постои серијски убиец, обвинителството беше тоа што побара обдукција и утврди. Марија е задушена, не починала предозирана со алкохол. Ова е куќата во која била убиена Мира Станковска. Имала 78 години. Се пензионирала во Австрија, се вратила во Нагоричани и живеела сама. Точниот период кога е убиена не е утврден. Меѓу 29 јануари и 10 февруари. Била пронајдена полугола и веднаш телото е дадено на обдукција. Смртта е насилна, со задушување. Таа е последната жртва на серијскиот убиец, пошто беше ставен во притвор. Незината ќерка не сакаше да даде изјава, но смета дека мајка е жртва на нефункционалниот систем. Јанка Антеска починала околу празникот Духовден, лани околу 6 јуни. Живеела сама, а нејзините ќерки неколку денови не можеле да ја добијат на телефон. Ја нашле соседите мртва, а извори од истрагата велат дека телото веќе било во фаза на распаѓање. Смртта била пријавена во полиција, но случајот бил затворен како природна смрт. На незиниот погреб присутните ја слушнале една од ќерките како сепак се сомнева дека таа е убиена. Сепак за неа се уште не е утврдено дали е жртва на серијскиот убиец, но обвинителството се посомневало, па нареди да ја схумираат. Во вторникот беше откопана. Само со среќа и присебност две жени успеале за влакно да куртулат од убиецот. 86 годишната Росанка Трајковска беше нападната на 9 февруари во незиниот дом, додека била сама. Насилникот се исплашил бидејќи ненајдено нешто тропнало, па побегнал и оставил со модрици и крв. Око ми вркнало, кој не може и загушу ме увати и тако е, да не може да збору, не може и за... А он чуju ga с руку мрда под кебето ја под овој. Мрда тако е, мрда с руку. И мрдаеќе, мене удараеќе тако е, и тој удараеќе. Овде е многу удара по груди. Тоа тако учива меса. Кад после синко, тури јако и ноге на кревет, тури ми ги ноге, па притисна туја на ноге, очи на мету многу лако. И ја рекла какав ја удак, ме целуе се. Оплажи се и не мрдам, овако, на кревет, умртви ме, не мрдам. Лани во јули пак, истиот ја нападнал и 83 годишната Слободанка Арсовска. Влегол во незиниот дом преку прозор, а таа го препознала, но кога почнал да ја дави, викала како незиниот син да е дома. И кад ме фате за тој за гуша, да тако стиснаме, и тој ми даде ум сина ми. И викам, Јоване, спадај, даве ме ден, Јоване, и он избега. Откаде избега, како избега? Ја доле на патос до 7 саат 8 беше, каде ги вика децата да дојдат. И двата случаи се пријавени во полиција. Жителите на Кумановскиот регион се уште вознемерени. За сега на товар на серијскиот убиец му се ставаат 3 убиства и 2 случаи за кои се истражува дали биле обид за убиство. Но листата на жртви можно е да не застане тука. Се преиспитуваат сите слични случаи со пронајдени мртви жени од 2025 година, кои можат да бидат сомнителни дека се жртви на истиот човек, но биле закопани со назнака природна смрт. годишниот Трајко Бојковски е осомничениот серијски убиец. Од 5 години живеел со мајката Жаклина, која го напуштила неговиот татко Горан, па тој живеел со очувот Ласта и 9 негови деца. Селаните го опишуваат како момче кој никогаш не проговорило, освен некои основни зборови. Дека постојано вози велосипед по околијата и ги пасе овците на очувот. Но позади овој навидум мирен лик се развивал вистински монструм. Неговиот TikTok профил открива малку детали од неговиот живот. Од тоа дека е овчар, па го снимал стадото. Снимал и дома, трпезата, особено на верските празници околу Нова година. Но најчесто се снимал сам, додавајќи различни ефекти. Првите пријави за неговото сомнително однесување биле додека бил средношколец. Учел во средното училиште Киро Бурнас, каде стручните служби забележале дека нешто не е во ред со него.
Утврдиле дека не ја расудува реалноста од филмовите кои ги гледа на телевизија, дека е вулгарен и агресивен. Покажува огромни симпатии кон спротивниот пол и тоа го прави доста директно, со кажување на несоодветни зборови и истото го прави секојдневно. На 28 јануари 2019 година покажа агресија во стручната служба. Ја отвораше вратата, зборуваше безобразни работи упатени кон дефектологот. И откако му беше затворена вратата, ученикот почна со шутирање и клоцање со раци и со нозе. По завршување на смената, училишниот дефектолог во центарот на градот забележала дека е заднеа и се обидува да ја следи. Успеала да се оддалечи и веднаш ги известила сменоводителите и директорката за настанот. Исто такво следење е пријавено од наша ученичка, која неколку пати забележала дека ја следи ученикот. Во училиштето биле зачудени и од незаинтересираноста на родителите. Тие никогаш не дошле на родителска. Кога ги повикале на разговор, не ја сваќале сериозноста на проблемите. Тој пак се жалел дека родителите го тепаат зашто сведочат и дел од мештаните. Го опишуваат како релативно мирно момче кое не комуницира со околината, но кое во последно време станало проблематично. Никој не се плашеше од него, немаше некој лош карактер, никој не очекуваше такво нешто од него. Често поминуваше тука покрај улица, не се плашевме. Во полицијата е пријавен и случајот на Слободанка Арсовска, жената која влегол преку прозорец на 22 јули лани. Таа го препознала, но наместо Трајко Бојковски во записникот случајно или не е внесен како Петковски. По 2 недели, Ќерка и Слободанка барала информација до каде е истрагата. Ова се снимки од безбедносни камери снимени од куќа блиску Коински мост. На нив тој носи капулјача на глава и се обидува да влезе во куќа каде што живее повозрасна жена, но не успева. Видеото е со датум само 5 денови по убиството на младата Марија. И овие снимки ги имала полицијата. Полициската станица Старо Нагоричани е под СВР Куманово. Телма разговараше и со началникот Никица Петрушевски, но како што вели во интерес на истрагата не открива детали. На 9 февруари, кога беше уапсен првпат Бојковски, беше под сомнеж само за тешка кражба. Наводно во куќата на пензионерката од Австрија недостигаат околу 15.000 евра. Дежурна во обвинителството тогаш била помлада обвинителка која примена лани во обвинителството. Веднаш било побарано психијатриско вештачење за Бојковски од докторка од одделението за неврологија во Кумановската болница. Констатирала лесно душевно нарушување. Но по проширувањето на истрагата обвинителот Љубомир Лапе од поранешното СЈО, а сега во Кумановското обвинителство, ги презема сите случаи поврзани со серијскиот убиец. Сега се прави ново вештачење од тим од тројца психијатри од Скопје за душевната состојба на осомничениот. Од тоа многу ќе зависи каква казна би добил и каде би издржувал, дали во затвор или во психијатриска болница. На брифингот со новинарите, обвинителите потенцираат дека се гони за најтешки дела кои се казнуваат со доживотен затвор, а тоа е убиство. И покрај тоа што сите жртви се пронајдени полуголи, обдукцијата не открила дека се исилувани. Ова личност воопшто не обврнала внимание да преземе конкретни мерки за да спречи негово откривање, сите елементи кои што и средства кои што ги тој има употребено за извршување на убиство се оставени, народски кажано, туку така. Трајко Бојковски не е сам. Се сомневаат сите со кои разговаравме на терен. Од обвинителството пак тврдат дека се истражуваат сите во ланецот, од полиција, преку лекари до негови блиски луѓе. Деновиве во обвинителството во Куманово веќе се повикуваат на распит луѓе од селата. Некои како сведоци оштетени, но некои како можни соучесници. Во овој момент таму морам да бидам малце резервиран со информации, заради тоа што таму се постапува веќе по наредба на јавен обвинител и во делот на она кое што значи полициско работење, така да сега не би можел да изнесам детали. Од лани датира една пријава на човек кој имал тешка телесна повреда од удар со тврд предмет од истото село Драгоманце, од каде е Трајко. Првично бил приведен неговиот очув ластен, но ослободен од и немало докази. Неофицијално сега серијскиот убиец рекол дека тој го сторил и ова дело. Дали обвинетиот сам ги вршел делата, дали некој му помогал, дали бил соизвршител, тоа ќе покаже истрагата. Очувот ласте за медиумите се огради од него и рече дека ништо не знае. Мајката пак тврди дека го месат со селани кои им се љубоморни. При претрасот во нивната куќа и неколку други простории биле пронајдени предмети и од кражби, но не и пари. Серијскиот убиец пак на TikTok станал активен токму во летото, од кога и датираат првите сомнежи за убиства на жени. Тој објавувал наредени пари на мас, нови коли, па се домонтирани видеа како го брка полиција.
Неколку ги објавил утрото откако ја убил најмладата жртва Марија, со музика и задоволен израз на лицето.